Драги ученици, ориентацијата во време е потреба која се јавила кај човекот уште многу одамна. Траењето на сезоните било важно за одгледување на растенијата кои се употребувале како храна, а тоа имало клучна улога во преживувањето на луѓето. Календарот е систем во кој се организирани деновите, месеците, годините и се во склад со движењето на сонцето и месечината. Бидејќи веќе знаете да го читате календарот, ве покануваме да научите како се изработува календарот, односно како се пополнуваат датумите во месеците во календарот со дадено барање. Проследете го видеото во продолжение. Месеците во календарот можат да бидат представени на два начини, и тоа нивните датуми да бидат поставени во редови или да бидат распоредени во табела. Во ова видео ќе посветиме внимание на представувањето на датумите во табела. Тука имаме 4 табели во кои што ќе треба да ги внесуваме датумите за месеците и тоа ќе го правиме на два начини. Првиот начин, хоризонтално, односно датумите, и деновите се дадени вертикално, така ќе треба да ги внесуваме и датумите. Бидејќи деновите во месецот се означени хоризонтално, истото ќе го правиме и со датумите. 1 февруари треба да го запишеме во среда, што значи бројот 1, односно први, ќе дојде тука. Следуваат и останатите броеви, онака како што следуваат деновите во седмицата. Ако во среда е први, следен ден после среда е четврток, што значи втори ќе биде тука. После четврток е петок, тука ќе биде трети, сабота четврти, недела петти. За пополнување на следната седмица повторно почнуваме од почеток, од лево надесно, односно од понеделник, бидејќи после недела доаѓа понеделник. Тука ќе биде шести и одиме поред: 7, 8, 9, 10, 11, 12. Повторно стигнавме до недела. За да ја пополниме следната седмица, треба да започнеме од понеделник. Одиме повторно од понеделник. И она што треба тука да го знаеме за февруари. Ако станува збор за година која не е престапна, тогаш февруари ќе запишеме дека има 28 денови и завршуваме со овој месец во вторник. Меѓутоа, ако годината е престапна, тогаш 29 треба да го запишеме во среда и месецот всушност ќе ни завршува во среда. Во оваа табела деновите се поставени во колона вертикално. На истиот начин ќе ги поставуваме и броевите. Бидејќи барањето во задачата е 30 април да биде во петок, одиме во последната колона на табелата за да можеме да се враќаме и да ги запишеме сите останати датуми од април. Петок е во овој ред и тука ќе биде датумот 30 април. Ако 30 април е во петок, тогаш 29 април ќе биде ден пред него, односно во четврток, што значи табелата ќе треба да ја пополнуваме враќајќи се наназад. Ако 30 е петок, четврток ќе биде 29, среда ќе биде 28, вторник 27, понеделник ќе биде 26. За да ја пополниме следната седмица, се враќаме во недела, бидејќи пред понеделник е недела, и започнуваме со пополнување на следната седмица оддолу нагоре. Тука ќе биде 25, 24, 23, се до 19 во понеделник.
За следната седмица повторно ќе се вратиме во недела и одиме со пополнување од долу нагоре. Следната седмица повторно ја започнуваме во недела. И останува уште да ги завршиме останатите денови. Но што ако во задачата ни е даден ден, кој не е почеток на месецот или крај на месецот, за да можеме полесно да се снаоѓаме? Што ако за внесување на месецот септември во табелата даден ни е датумот 11 септември и, например, 11 септември треба да го внесеме во четврток. Во оваа табела, внесувањето на датумите ќе го правиме хоризонтално, бидејќи на тој начин се поставени и деновите во седмицата. Четврток е тука. Ако веднаш започнеме во првиот ред и кај четврток го внесеме 11 септември, со враќање наназад треба да ги добиеме и другите датуми. Односно, ако во четврток е 11 септември, 10 ќе биде во среда, 9 ќе биде во вторник, 8 во понеделник, 7 во недела. Ако 7 септември е во недела, тогаш 6 треба да биде во сабота, односно треба да одиме една редица погоре. Меѓутоа, тука ќе видиме дека сега немаме простор каде да ги запишеме броевите, бидејќи тука се внесени имињата на деновите. Затоа, при внесувањето на вакви датуми, најпрво треба да размислиме од каде треба да започнеме со пишување. Бидејќи станува збор за 11 септември, односно пред 11 септември има 10 денови или една цела седмица и неколку дена, ние всушност не требаше да почнеме со пишување во редот кој е веднаш под буквите со кои се запишани деновите, туку требаше оваа редица да ја оставиме празна и со запишување на датумите да започнеме од втората редица, односно тука. Тука требаше да го запишеме 11, во среда 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Всушност добивме дека 1 септември е во понеделник. И бидејќи завршивме со пишувањето на датумите, враќајќи се наназад, сега да ги довршиме оние датуми што следуваат. После 11 септември во четврток, во петок ќе биде 12 и секогаш се враќаме од првата колона. И уште што треба да знаеме дека септември има 30 денови, што значи тука нема да внесеме повеќе броеви. И останува уште да пополниме табела во која што ни е даден датум кој се наоѓа при крајот на месецот. Тука го имаме 27 декември и треба да биде во сабота. Во оваа табела деновите се поставени вертикално, што значи дека и ние ќе треба да пишуваме вертикално. Меѓутоа, бидејќи е при крај на месецот, при внесувањето на датумите ќе се враќаме наназад. 27 декември. Знаеме дека декември има 31 ден, што значи после сабота 27 декември, сабота е тука, после сабота 27 декември, ќе имаме уште 28 во недела, 29 понеделник, 30 во вторник и 31 во среда. За да го избегнеме пишувањето на датумите надвор од табелата, 27 декември, сабота, ќе го внесиме една колона повнатре, односно тука. И така ќе можеме во следната колона да ги внесеме датумите 28, 29, 30 и 31.
И сега останува уште да се вратиме во табелата до 1 декември. Тоа ќе го правиме оддолу нагоре. Се враќаме наназад. Пред сабота е петок, тука ќе биде 26. Пред петок четврток 25. Пред него 24. И за да ја пополниме следната седмица, треба повторно да дојдеме долу во табелата и да се враќаме наназад. Во сабота ќе биде 20. Први декември е во понеделник. Што можеме интересно да забележиме кај 4 месеци, односно во 4 табели? Секогаш во редот каде што се наоѓа први, во истиот ред го имаме и 29. Односно, ако тука во понеделник е први, 29 исто ќе биде во понеделник. Тука го имаме први, 29 во истата колона. Го имаме тука први во среда, 29 исто во среда. Ова е еден добар начин да провериме дали точно сме ги пополниле табелите. Секогаш први и 29 треба да бидат во иста колона или во исти ред. Веќе видовте дека запишувањето на деновите во календарот е многу едноставно и дека она што е потребно да го знаеме за да го пополниме календарот е редоследот на деновите во седмицата и бројот на денови кои ги има секој месец во годината. На страницата од нашата училница е поставен работен лист во кој се дадени примери, чие решавање ќе ви помогне да ги вежбате стекнатите знаења. Испечатете го или нацртајте табели во кои ќе можете да ги изработите поставените барања. Ви посакуваме пријатна работа и ви благодариме што не гледавте.